Љубомир Јовевски има желба да биде уставен судија. Шефицата на обвинителството Вилма Рускоска не се откажува да го замени. Добрила Кацарска е во кусок од четворица судии, па Јовевски, ако ја добие довербата од народните избраници, нема да одбие да пополни една столица во Уставниот суд. Шефицата за гонење организиран криминал и корупција Рускоска ќе размисли да замине на позицијата нов државен обвинител. Познавачите оваа размена на функции помеѓу Јовевски и Рускоска ја оценуваат како желботека, во една ситуација каде правосудството трпи секојдневни критики и состојбата не се подобрува, а од друга страна не се спроведува никаква ревизија и чишлање на секторот. По самото тоа што некој изразува желби, а Советот на обвинители, слично на судскиот совет, само ги аминува желбите, по некоја политичка препорака, бидејќи политиката е длабоко навлезена во правосудството, ќе имаме такви резултати како што имаме до сега. Добар дел од политичката елита кои што се на власт, точно знаат, дури и јавно на своите настапи, кажуваат и ја информираат јавноста до кај се истрагите. Тоа е незамисливо. Од тука смета Давидовиќ, секојдневните случувања во спрега суд-обвинителство личат на театар, го подриваат државниот систем, а истовремено се губи довербата од граѓаните и се спречува било каков напредок на Македонија. Еден обвинител јавно им се заканува на судија на апелациониот суд, па јавниот обвинител на Република Македонија не презиме ништо, тогаш имате голем проблем во самиот систем и начинот на постапување, однесување и поставеноста на органите и институциите во рамки на правосудството. Инаку државниот обвинител 68 годишниот Јовевски застана на функцијата на крајот на 2017 година, иако ги исполнува условите за старосна пензија. Неговиот мандат завршува крајот на идната година. Државниот јавен обвинител го избира собранието со апсолутно мнозинство на предлог на владата. Во Уставниот суд пак фотелите ги пополнуваат истакнати правници. Меѓутоа, функцијата е неспојлива со вршење на друга јавна функција или членување во партија. Собранието ги избира судиите на Уставниот суд со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Мандатот на судиите трае 9 години без право на повторен избор.